Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. На пригодна свеченост во употреба е предадена спортската сала во Основното училиште Славчо Стојменски во Виница, што се изгради за само една година. На предавањето на користење на објектот присуствуваше и заменик министерот за образование Петар Атанасов, кој најави дека со слични проекти ќе се продолжи и во наредниот период. Над 600 ученици од Основното училиште Славчо Стојменски од Виница добија нова спортска сала во која ќе можат да ја изведуваат наставата по физичко воспитување. Објектот е изграден за рекорден период од една година, како дел од проектите на Министерството за образование и наука, при што беа инвестирани вкупно 25,5 милиони денари, од кои 1,5 милион обезбеди локалната самоуправа на Виница. На предавањето во употреба на салата присуствуваше и заменик министерот за образование Петар Атанасов, кој рече дека се интензивирани активностите во секторот за капитални инвестиции на Министерството, поради што погрешни се упатените критики оти нема инвестирање во образовната инфраструктура. Секој месец по некој објект се завршува, особено спортски сали. Денеска е тоа случајот со Основното училиште Славчо Стојменски, каде што за 12 месеци се изгради една прекрасна спортска сала со инвестиција од Министерството за образование и наука, но тука удел има и општина Виница. Пред неколку недели предадовме во употреба спортска сала и во Демир Капија. На прагот сме на една голема инвестиција во сите студентски домови, каде што ќе се обидиме за една година да ги поправиме или да ги реконструираме старите згради, но и да започнеме со изградба на нови капацитети во студентските домови. Се разбира, најспоро одат новите училишта, комплетно новите, но и тука имаме неколку инвестиции, но во текот на наредниот период, во една-две фази, веројатно и тоа ќе се заврши. Градоначалникот на Виница Ивица Димитров нагласи дека училишната сала е современ објект, а изведувачот на градежните работи одлично ја завршил обврската. Откако минатата година токму на патрониот празник на Основно училиште Славчо Стојменски ги поставивме темелите, еве денес за една година оваа училишна спортска сала ќе биде отворена. Чест и горд сум на Министерството за образование, бидејќи во неколку наврати бевме упорни ние како локална самоуправа, максимално се боривме и обезбедивме средства во висина од 24 милиони денари од страна на Министерството за образование. Останатите некаде околу 1,5 милион денари беа од страна на општина Виница. Освен за изведување на наставата по физичко воспитување, училишната сала ќе можат да ја користат и културно-уметнички друштва, музички групи и други здруженија на граѓани за подготовки на јавни настапи и слични активности. Понеделник 27 мај ќе се одржи јавна дискусија за нацрт текстот на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам во Македонија. Дискусијата ќе се одржи во салата на Советот на општина Кочани со почеток од 11 часот, а можат да присуствуваат сите заинтересирани граѓани. Со освечена академија и други активности, Основното училиште Свети Кирил и Методи го одбележа својот патронен празник. Беа прогласени и најдобрите ученици и правенецот на генерацијата. На бистата на просветителите беше положено цвеќе. Со освечена академија и положување цвеќе пред бистата, Основното училиште Свети Кирил и Методи го одбележа својот патронен празник. Академијата што се одржа во холот на училиштето започна со изведба на македонската химна од страна на хорот на училиштето. Продолжи со настап на учениците од сите активи, драматизации, скечови и музички точки. Учениците преку игра и песна искажаа колку всушност се горди што учат во училиште, кое што го носи името на двајцата просветители Светите Кирил и Методи. Учениците зборуваа за големината на делото на Светите Кирил и Методи, кои ни ја подарија писменоста. Присутните ги поздрави директорот на училиштето Даниел Кралев, кој што им посака добре дојде на сите гости и истакна дека задоволство е да се биде раководител на училиште во кое постои одлична клима и мотивираност за работа и учење, а постигнатите успеси се заеднички на сите вработени и ученици и секако родители, кои како големо семејство даваат придонес во постигнувањето на резултатите. Во пресрет на утрешниот државен празник, посветен на светите браќа Кирил и Методи, денес во нашето училиште се одржа патрониот празник
токму од причина што нашето училиште го носи името на нашите просветители, на светите браќа Кирил и Методи. Во оваа пригода во нашето училиште денес цел ден се организираат настани по повод нашиот патронен празник, така да денес ние започнавме уште рано изутрина во 8 часот, најпрво со спортските надпревари, потоа продолживме со презентација на активностите кои што ги реализирале нашите наставници во текот на учебната 2018-2019 година и понатаму ќе продолжиме со положување на свежо цвеќе на споменикот на нашиот патрон, а веднаш после тоа започнуваме со одржувањето на свечената академија. Како и секоја година, така и оваа за постигнати високи резултати во наставата и вон наставните активности. Наградата пофален ученик во генерацијата отиде во рацете на Мартин Гоцев. Најдобар меѓу најдобрите со постигнати високи резултати во повеќе области на општински, регионални и државни надпревари, културни манифестации и проектни активности. Годинава е ученикот Андреј Давидков, на кој директорот му врачи награда. Пред бистата на светите просветители беше положено свежо цвеќе. Почит дадоа градоначалникот Николчо Илиев и представници од општината, директорот и вработените во училиштето, представници од Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани, а во положувањето цвеќе беа вклучени и најмалите првачињата кои положија цвеќе и одадоа почит на просветителите. Пред одржувањето на свечената академија во склоп на одбележувањето на патрониот празник беа одиграни спортски надпревари, подготвени штандови од страна на учениците, а беше представена и работата на училиштето во текот на 2018 и 2019 година. По повод 23 мај, денот на власите во Македонија, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев упати честитка до сите припадници на влашката заедница кај нас. На припадниците на влашката заедница им го честитам националниот празник 23 мај, датум што одбележува етничката, културната, јазичната, а со тоа и историската посебност и самобитност на власите. Придонесот на власите во унапредувањето на меѓусебните односи е пример за успешно градење на мултиетничко и мултикултурно општество, на кој треба да се повикуваат идните поколенија. Затоа повикувам заедно обединети да градиме едно општество и да придонесуваме за благосостојба и за просперитет на нашата заедничка татковина. Нека е честит националниот ден на власите, се вели во честитката од градоначалникот Николчо Илиев по повод денот на власите. Основното музичко училиште Ристо Јоруков на почетокот од идната недела ќе организира отворени денови за запознавање на граѓаните со условите што ги нуди за запишување на нови ученици. Отворените денови ќе бидат од понеделник до среда, а како активност за одбележување на патрониот празник се најавува и свечена академија, на која ќе настапат солисти, оркестарот и хорот при училиштето. Непосредно пред завршувањето на учебната година, а согласно законската обврска за запишување нови ученици во прво одделение за наредната година, во Основното музичко училиште Ристо Јоруков се започнати низа активности за запознавање на граѓаните, посебно родителите, за условите, односно возраста на учениците кои можат да се запишат. Директорката на училиштето Јованка Милоевиќ информираше дека на почетокот од идната недела сите заинтересирани кои сакаат нивното дете да посетува настава во музичкото училиште ќе имаат можност да се запознаат со програмите и начинот на работа. Во понеделник 27, вторник 28 и среда 29 мај училиштето организира отворени денови кога сите ученици од основните училишта, односно од градинките, деца кои престојуваат во големите групи, односно ќе бидат првачиња идната учебна година, ќе имаат можност да дојдат во нашите простории, да ги запознаат нивните идни наставници, да ги запознаат инструментите кои се застапени во нашето училиште, да се запознаат со програмата 6-годишна која се однесува на инструментите хармоника, флейта и гитара и програмата 9-годишна која се однесува на инструментите пијано и виолина. Дополнително ќе се организира аудиција за уписот, аудиција за секој ученик поединечно, меѓутоа претходно е неопходно секој родител, односно ученик да дојде во училиштето и да пополни пријава за упис. Директорката Милоевиќ нагласи дека во периодот додека траат отворените денови на училиштето
ќе има изложено рекламен материјал со податоците што е потребно да ги знаат родителите за упис на учениците. Во рамките на отворените денови ќе имаме можност да направиме презентација на сите активности во нашето училиште, значи освен редовната настава, децата ќе се запознаат со другите активности на планот на јавната културна дејност, ќе имаат можност да ги допрат инструментите, да ги слушнат како звучат. Целта е да привлечеме поголем интерес, односно информацијата да допре до сите граѓани со цел некој да не пропушти можност да си го запише своето дете во самото училиште. Милоевиќ најави дека по повод патрониот празник на Основното музичко училиште Ристо Јуруков на 3 јуни од 19 часот во Домот на културата Бели Мугри ќе се одржи свечена академија на која ќе настапи оркестарот и хорот при училиштето, како и ученици и солисти. Бидејќи самиот концерт има специфичен карактер и не е можно да се исполнат сите музички точки што биле планирани за крајот на учебната година, училиштето ќе организира уште еден завршен концерт, што ќе се однесува на учениците кои биле наградени на државни и меѓународни надпревари. Овој концерт ќе се одржи на 10 јуни во 19 часот, исто така во Центарот за култура Бели Мугри. Овогодишното 56-то издание на Драмскиот аматерски фестивал ќе се одржи од 27 мај до 1 јуни во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Годинава за наградите ќе се напреваруваат 20 представи на театарски групи и ансамбли. Во текот на 5 фестивалски денови на сцената треба да се појават над 300 актери, од кои 60 се од странство, а останатите од нашата држава, најавија организаторите. 56-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани, воедно и одбележување на јубилеј 60 години од првата изведба на фестивалот во 1959 година во Битола. По Битола фестивалот се одржува во Скопје и Штип, но Кочани веќе е домаќин 43 години и заслужено го задржува истиот, а организаторите се трудат и да устани и понатаму, вели председателот на фестивалот Дарко Спасов, која истакна овогодишната 5-дневна програма. Оваа година на отворањето ќе имаме два професионални ансамбла кои што ќе дадат некаков белег на овој јубилеј. Прво е нашиот сограѓанин Трајче Ѓоргиев со неговата пантомима Човекот во 18 часот и 30. Потоа е можеби најголемиот настан на овој фестивал е гостувањето на театар комедија со хит представата Вардарски пастови. Представа најнаградувана, најзабавна, најинтересна со Тино, Атанас, со Столе Мицов од Виница, нашиот драг колега и така натаму. За првата вечер билетите се веќе во продажба за Вардарски пастови, чинат 200 денари. Тоа е и најскапата представа на фестивалот. Се продаваат билетите во Гала Виница, во Кафе Бар, кај Шишко комисион и кај Тасо во Кафе Станица. Сите останати представи ќе бидат по символична сума, цена од 50 денари, вклучувајќи и првата представа на Трајче Ѓоргиев. И потоа продолжуваме со фестивалот на кој што може да видите акробатски музичари, да речеме прв пат на фестивалот доаѓа учесник од Грција. Тоа е интересен настан кој што доаѓа со соработник, партнер, акробатски музичар од Соединетите Американски држави и тие ќе имаат на отворено два настапи. Едниот настап ќе биде овде во паркот. Следете ја програмата на веб страницата, односно на Facebook страницата на ДАВ Кочани. А следниот ден во четврток, во пазарниот ден, градот кога е полн со луѓе од целата околина на Кочани, акробатските музичари ќе направат за пазарџиите еден таков перформанс во кој што пеат, играат, свират и така натаму. Во наредните денови како дел од програмата на фестивалот се и изложби, меѓу кои и на најпознатиот сценограф Крсте Джидров Джиби, промоција на неколку книги, меѓу кои и Аматеризмот во Србија од Милан Маџарев. Промоција на препевот на Руми, најпознатиот персиски поет, тогаш доаѓа Тихомир Јанчовски, Добрила Грашевска и Тортевски. Потоа за најмладите направивме Светот на Биби ке гостува. Тоа е најновиот бренд во македонската уметност од
цртаните филмови, односно од боенките и препознатлив бренд во Македонија, Биби. Тие ќе гостуваат во мултикултурниот центар. Ќе имаме театарска представа во гимназијата. Потоа ќе имаме предавање од професор доктор Илина Јакимовска во гимназијата за учениците. Интересно предавање за момчето што некогаш живееше во зоолошка градина, односно аспектот на тугите, страните и необичните луѓе. Од минатата година фестивалот се одржува и надвор од Центарот за култура, во делот пред националната установа. Оваа година е планирано секоја вечер да биде организиран настан. Првата диџеј Александар Јорданов, потоа следната вечер настап на кочански групи, а интересен настан е и промоцијата на винилната верзија на вториот албум на кочанската група Ана О, Гробот на еден робот. Инаку, Доде Спасов во конкуренција годинава за прв пат има 20 представи на театарски групи и ансамбли. До минатата година имаше по 16 или 17, а сега селекторката Јасмина Билаловиќ предложила годинава ниту една од успешните и добро подготвени представи да не се изостави и да не учествува. Фестивалот е подржан од општина Кочани и градоначалникот Никол Чоилиев, Министерството за култура и приватни компании. Овогодишното 56-то издание на ДАФ ќе се одржи од 27 мај до 1 јуни. Следува информацијата од спортот. В недела ќе се игра 26-тото коло во третата фудбалска лига Исток, во која Остогово ќе гостува во Делчево против Брегалница. Викендов во Кочани ќе се одржи и меморијалниот тениски турнир Благој Едровски. Привршува првенството во третата фудбалска лига Исток, во која до крајот преостануваат уште 2 кола. Во рамки на 26-тото коло, Осогово ќе гостува во Делчево, каде ќе се сретне со екипата на Брегалница сениори. Со оглед што епилогот од ова првенство е веќе познат, односно жолтосините се нови шампиони и од идната сезона ќе настапуваат во второлигашко друштво, надпреварот во Делчево ќе биде само рутина, во која сепак е потребно да се игра на победа за да се потврди лидерската позиција. Делчевчани во моментот се на 4-та позиција, така што иако немаат императив да ги освојат бодовите, сепак може да се очекува да дадат силен отпор. Последниот дуел меѓу двете екипи, што се одигра пред 3 недели на стадионот Никола Мантов, заврши во корист на домакините, кои победија со 2:1. Средбата во Делчево пак ќе биде повеќе игра за престиж отколку за бодови. Надпреварот се игра в недела на стадионот во Делчево со почеток од 16 часот и 30 минути. Викендов на терените на тенискиот клуб Акватен во Кочани ќе се одржи 6-тиот меморијален тениски турнир Благој Едровски во спомен на некогашниот член на Кочанскиот клуб. Според најавите од организаторот, елиминационите надпревари започнуваат в сабота од 10 часот, а за внедела се предвидени полуфиналните мечеви како и финалето. Се очекува и годинава на тенискиот турнир да настапат поголем број тенисери во машка и женска конкуренција, пред се млади надпреварувачи, но и ветерани и рекреативци. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.